300 специјализанти на ниво на државата ќе се вработат со цел младите доктори да останат да работат дома. Недостатокот се јавува во стручниот кадар, па заменик министерот за здравство Јовица Андовски посочи дека во наредниот период ќе се насочат кон вработување на млад и нов кадар. Во врска со специјализантите исто поразговаравме, го знаете проектот за вработување на 300 специјализанти оваа година. Се договоривме со менаџментот, со директорот да бидат повикани сите специјализанти кои што гравитираат тука, да им се понуди одредена работно место, за да може да не ни одат во странство младите доктори, да може тука да ги задржиме, затоа што има многу потреба, ја не знам претходно што се случувало, има голем недостаток на кадар, а да не зборувам за опремата, каде и да видиме секоја опрема е или делумно работа или е расипана, така да ќе се потрудиме во наредниот период сето тоа да го исправи. Во Штипската клиничка болница недостиг на кадар има на сите одели, ама најалармантно е на единицата за ортопедија и травматологија. Стои опасност да се остане само со двајца ортопеди, а во 2023 година извршени биле над 20.000 амбулантски прегледи, 800 приеми и околу 600 операции. Специјалисти во сите оделенија има недостаток на специјалисти. На брифингот као пример ја земав само работната единица ортопедија и травматологија. Тоа е работна единица во која што во моментот има 4 специјалисти. Едниот е со продолжување на договорот за работа, другиот веќе денес достави барање за продолжување на работа, што значи дека во краток период ние може да останеме само со двајца ортопеди, а статистички погледнато треба да се знае дека за 2023 година работна единица ортопедија има преку над 20.000 амбулантски прегледи, има 800 приеми болнички и има околу 600 операции направено. Значи тој кадар. Истакна дека сите специјализанти кои што ќе се пријават ќе имаат предност да бидат вработени во местото во кое што живеат или во тој реон.